Сте посеале морков, поминале 2 недели, а на лејата нема ништо? Ниедно зелено влакненце, ниеден мал никулец. Само рамна земја, како воопшто да не сте посеале. И тогаш почнуваат прашањата. Дали семето било старо? Дали сум го закопал премногу длабоко? Дали јата се исушила? Дали сум претерал со вода? Дали мравките го однеле? Или едноставно, морковот не сака да расте кај мене? Ако ова ви е познато, останете до крај, затоа што денес зборуваме за еден многу прост трик што може да ја спаси лејата со морков. Не станува збор за скапо средство, ниту за некој чудесен препарат. Станува збор за обичен, влажен весник. Звучи премногу едноставно, дури и малку смешно. Но токму ваков влажен весник еднаш ми помогна да добијам рамномерни никулци таму каде што претходно морковот никнуваше на парчиња. Само веднаш да кажам. Весникот не прави магија. Ако семето е многу старо, ако почвата е тврда како бетон, или ако лејата е лошо подготвена, весникот нема сам да го реши сето тоа. Но тој прави една многу важна работа. Ја задржува влагата во горниот слој на почвата. А токму таму лежи семето од морковот. Кај нас, особено во пониските и потопли делови, сонцето уште во април и мај знае брзо да ја исуши површината на земјата. Ако дува ветер, особено по отворени места, горниот сантиметар од лејата се суши уште побрзо. А за морковот, тоа е најкритичниот момент. Неколку години и јас ја правев истата грешка. На пролет ќе ја подготвам лејата, ќе направам убави редови, ќе посеам морков, ќе го покријам со земја, ќе полеам и ќе те си речам. Оваа година сигурно ќе биде добра. Поминува една недела, ништо. Поминуваат 10 дена, пак ништо. Поминуваат 2 недели, лејата празна. Секое утро одам да видам дали нешто се појавило. Се наведнувам, гледам внимателно и ако видам мало зелено нешто, веднаш се радувам. А потоа сваќам дека е плевел. Во меѓувреме, кај соседите марулата веќе тргнала, кромидот стои убаво, макдоносот се покажува, а мојата леја со морков изгледа како само да сум ја израмњу земјата и ништо повеќе. И тогаш почнува нервозата. Може би семето не чинело, може би сортата не е добра, може би требало да го натопам, може би сум го посеал многу густо, може би сум го закопал премногу плитко, може би требало повеќе да полевам. И најчесто, од нетрпение, човек прави уште поголема грешка. Ќе ја разровари лејата, ќе посее повторно, ќе полева секој ден силно одозгора, ќе ја набие земјата и на крај уште повеќе ќе го расипе посевот. И јас така правев. Досејував. Потоа пак чекав. На крај ќе не никнеше нешто, но нерамномерно. На едно место густо, на друго празно, во средина голема празнина. Наесен ќе извадам морков, ама не онаков каков што сум замислувал. Тенок, крив, раздвоен, некаде само лисја, некаде мал корен. За во супа ќе помине, но за убав род, за зимница, за складирање, за сок или за убави врзопи, не беше тоа. Менував сорти. Купував поскапо семе, пробував гранулирано семе, менував место во градината, но проблемот се повторуваше. Морковот микнуваше бавно, нерамномерно и слабо. Една година, пак стоев над празна леја и се жалев на еден постар градинар од соседството. Човек со години работи земја и кај него се некако оди како што треба. Домати силни, пиперки здрави, краставици полни, а морковот рамномерен како под конец. Тој дојде, ја погледна лејата, не кажа многу и си замина. Јас си помислив, готово, и тој виде дека нема спас. По неколку минути се врати со стари весници и кофа вода.
Ги стави весниците врз лејата, добро ги намокри, ги притисна краевите со даски и ми рече: сега не ја чепкај. Само гледај весникот да не се исуши. За неколку дена подигни го крајот и провери. Искрено ми изгледаше чудно. Весник на Леа не изгледа баш како сериозна агрономија. Но немав што да изгубам. Почнав да полевам директно врз весникот, само колку да остане влажен. По неколку дена внимателно го подигнав едниот крај и видов мали бели никулци. Не еден или два, туку многу. Точно по редовите. Беа бледи, затоа што биле без светлина, но беа живи. Вечерта го тргнав весникот, ја полеав лејата нежно и по 2 дена тие бледи кончиња позеленеа. Тогаш конечно разбрав. Проблемот не бил само во семето. Проблемот бил во влагата. Морковот не е култура што секогаш никнува брзо. Семето е ситно, има цврста обвивка и содржи етерични масла. Тие масла го штитат семето, но истовремено го забавуваат на бабрувањето. Затоа морковот не мора да никне за 3 или 4 дена. Ако почвата е топла и рамномерно влажна, најчесто ќе го видите за 10 до 14 дена. Ако времето е посвежо, ако ноките се ладни или ако семето е постаро, може да му треба и повеќе време. Тука е главната замка. Морковот се сее плитко. Обично околу 1 сантиметар, понекогаш малку повеќе ако земјата е лесна и песоклива, а помалку ако е потешка и глинеста. Тоа значи дека семето лежи многу блиску до површината. А што се случува со површината на лејата кај нас напролет? Наутро ќе полеете и се изгледа добро. Потоа ќе излезе сонце, ќе подувне ветер и до попладне горниот слој веќе е сув. Следниот ден повторно исто. Земјата одозгора изгледа како кора. А семето може би веќе почнало да набабрува. Впило вода, обвивката омекнала, никулецот се разбудил. И ако токму тогаш земјата се исуши, тој мал никулец може да пропадне пред воопшто да излезе надвор. Вие гледате празна леа и мислите дека семето не никнало. А дел од семето може би почнало да никнува, но не ја преживеало сушата во горниот слој. Има уште еден проблем. Земјената кора. По силно полевање или дожд, особено на потешка почва, површината може да се стврдне. За граф или грашок тоа не е толку страшно, затоа што никулецот е посилен. Но морковот е тенок и нежен. Нему му е многу потешко да пробие низ тврда кора. Затоа, влажниот весник може да помогне толку добро. Тој не го забрзува морковот со некаква магија. Само му создава подобри услови. Весникот работи како привремена лесна прекривка. Прво, го намалува испарувањето. Под него, горниот слој на земјата останува влажен подолго време. Второ, ја штити почвата од силен удар на вода. Кога полевате преку весник, водата минува полека и нежно. Не ја разбива површината и не создава тврда кора. Трето, штити од ветер. А ветерот многу брзо ја влече влагата од површината. Четврто, малку ги ублажува температурните промени. Под весникот, земјата не се прегрева толку брзо преку ден и не се лади толку нагло ноќе. И петто, прави сенка. На семето од морков не му треба светлина за да никне. Му треба влага, воздух и соодветна температура. Сега важно прашање. Зошто не најлон? Најлонот добро ја држи влагата, тоа е точно, но има ризик. Не пропушта воздух како што треба и на сончев ден може премногу да ја загрее почвата. Во Струмичко, Гевгелиско, Тиквешко или околу Велес, сонцето знае брзо да ја загрее лејата, дури и кога календарски е уште рана пролет. Ако сте секој ден во градината и можете да отворате, проветрувате и проверувате, најлон може внимателно да се користи.
Но ако одите на нива или викендичка само еднаш во неколку дена, тоа е ризик. Под најлон семето може да страда од прегревање и недостиг на воздух. А што е со агротекстил? Агротекстилот е одлична работа. Пропушта вода и воздух, штити од ветер и го намалува сушењето. Не велам дека весникот е подобар од агротекстил. Ако веќе имате агротекстил, слободно користете го. Но весникот има една предност. Бесплатен е, лесно се наоѓа, лесно се мокри и лесно се трга. За краток период, додека морковот никне, може одлично да заврши работа. Важно е да користите обична хартија од весник. Не сјајни списанија, не дебели каталози и не шарени реклами со мазна хартија. Таквата хартија полошо пропушта вода и воздух и не е за леа. Ајде сега да одиме поред. Како точно да се направи? Прво, подгответе ја почвата. Ако леата е лоша, весникот нема да ја спаси. Морковот сака рохкава, длабоко обработена почва, без камчиња, без големи грудки и без свежо арско ѓубриво. Зошто е тоа важно? Коренот расте надолу. Ако младото коренче најде на камче, тврда грудка глина или груб дел од органска материја, почнува да го заобиколува. Потоа морковот излегува крив, разгранет или како со два крака. Затоа леата за морков треба добро да се подготви. Земјата да се разрохка подлабоко, да се извадат камчињата, корењата од плевел и големите грудки. Горниот слој треба да биде ситен, рамен и лесен. Свежо арско ѓубриво не ставајте директно пред морков. Тоа е честа грешка. Човек мисли, ќе ставам повеќе храна и ќе добијам поголем морков. Но морковот од свежо ѓубриво често прави многу лисна маса, се разгранува, станува груб и полошо се чува. Ако сакате да ја подобрите почвата, користете добро прегорен компост или ставете органска материја претходната сезона под друга култура. Второ, внимавајте на длабочината. Морковот не треба да се закопува длабоко. Направете плитки браздички околу 1 сантиметар. Ако почвата е многу лесна и брзо се суши, може малку подлабоко. Ако е тешка, држете се поплитко. Јас најмногу сакам браздичките да ги правам со рап од даска или со дршка од алат. Само нежно ја притискам земјата и добивам права, плитка линија. Трето, полевајте пред сејдба. Многумина прават вака. Прво сеат, потоа покриваат со земја, па полеваат одозгора. Може и така, но кај ситно семе има ризик. Водата може да го однесе семето, да го собере на едно место или да ја набие земјата одозгора. Подобро е вака. Направете браздички, потоа полејте ги со лејка со ситна решетка. Почекајте водата да впие. Дури потоа ставете го семето на влажното дно. Потоа покрите го со лесен материјал. Тоа може да биде ситно просеана земја, зрел компост, малку тресет или ситен песок. Слојот треба да биде тенок и без грудки. Одозгора нежно притиснете со дланка или со даска. Не газете и не набивајте силно. Само малку притиснете за семето да има добар контакт со влажната почва. Четврто, ставете весник. Земете обични весници и поставете ги врз лејата во 2 или 3 слоја. Еден слој брзо се суши и лесно се кине. Премногу слоеви пак не се добри, затоа што потешко пропуштаат вода и воздух. 2 до 3 слоја се сосема доволни. Покрите ја целата посејана површина. Не оставајте големи празни места над редовите. Потоа, добро намокрете го весникот одозгора. Тој треба да се навлажни, да омекне и да легне на земјата. Крајвите притиснете ги со камчиња, даски, тули или што имате при рака. Не треба да ја затрупате целата леа. Доволно е да не го крене ветер. Потоа, најважно е весникот да не се исуши целосно.
Во суво време проверувајте го. Ако е сув, полејте директно врз него. Не мора да го тргате за полевање. Водата ќе помине низ хартијата и ќе ја навлажни земјата под неа. Ако врме дожд, не полевајте. Само проверете дали весникот останал на место. Сега доаѓа најважниот момент. Кога да се тргне весникот? Весникот треба да стои само додека се појават никулците. Не го оставете предолго, за секој случај. Штом морковот тргне, му треба светлина. По 5 до 7 дена можете да почнете да проверувате. Не ја откривајте целата леа. Само внимателно подигнете еден крај и погледнете што се случува. Ако времето е посвежо, ако сте во повисоко место или ако ноќите биле ладни, морковот може да се појави подоцна. Не паничете. Кога ќе видите бели или бледозелеми тенки никулци, време е весникот да се тргне. Најдобро е тоа да го направите навечер или во облачен ден. Зошто не напладне? Затоа што тие мали никулци цело време биле во влажна сенка. Нежни се и не се навикнати на силно сонце. Ако ги откриете во топол сончев ден, може да овенат од шок. Ако го тргнете весникот навечер, растенијата имаат цела ноќ да се приспособат. Следниот ден, полесно ќе ја поднесат светлината. По ден или два ќе позеленат и ќе продолжат да растат нормално. Сега неколку зборови за семето. За морков е подобро да користите посвежо семе. Кај морковот, ртливоста се намалува ако семето стои долго време, особено ако било чувано на топло и влажно место. Пред сеидба, семето може да се подготви едноставно. Потопете го во млака вода неколку часа или преку ноќ. Потоа исцедете го, малку просушете го за да може да се сее и веднаш посејте го. Не го оставајте мокро со денови без воздух. И не чекајте масовно да пушти никулци, ако не сте подготвени многу внимателно да сеете. Проклијаното семе лесно се оштетува. Има и друг начин за оние што сакаат да експериментираат. Семето се става во вода, а со мал аквариумски компресор се внесува воздух. Така водата се збогатува со кислород и семето побрзо набабрува. Но за домашна градина, најчесто е доволно обично кратко натопување. Проблем кај морковот е и тоа што семето е многу ситно. Ако го сипате директно од кесичката, обично излегува нерамномерно. На едно место многу густо, на друго празно. Еден лесен начин е да го измешате семето со сув песок. Например, мала лажичка семе со една чаша сув песок. Добро промешајте и со таа смеса сејте во браздичката. Песокот помага семето да се распореди порамномерно. Може да користите и хартиени ленти. Некои ги купуваат готови, а може и дома да се направат. Се зема тенка тоалетна хартија, се сече на ленти, се прави едноставно лепило од брашно и вода, се ставаат мали точки на растојание од неколку сантиметри и на секоја точка се става семе. Да, бара време. Но потоа при сеидба, само ја ставате лентата во браздичка, покривате со земја и растенијата излегуваат поредовно. Ако сепак сте сееле обично и морковот никнал густо, проредувањето е задолжително. И тоа е вториот тежок момент за секој градинар. Прво 2 недели го чекаме секое мало зелено конче, а потоа треба дел од нив да ги извадиме. Но ако не проредите, нема да добиете добар морков. Растенијата ќе се туркаат едно со друго, корените ќе останат тенки и ситни. Проредувањето најдобро е да се направи во 2 наврати. Првиот пат, кога ќе се појават вистинските ливчиња, оставете малку простор меѓу растенијата, околу 1 до 2 сантиметри. Тоа не е конечно растојание, само го намалувате најголемото згуснување. Вториот пат, кога растенијата ќе зајакнат и ќе се види кои се подобри. Тогаш оставете околу 3 до 5 сантиметри меѓу морковите. За покрупни сорти може и малку повеќе, за ситни рани сорти може помалку.
Проредувајте по полевање или под дожд, кога почвата е влажна. Така вишок од растенија полесно излегуваат и помалку ги вознемирувате тие што остануваат. И уште една важна работа. Не ги оставајте извадените мали морковчиња на леата. Мирисот од оштетените лисја може да привлече морковова мува. Подобро веднаш тргнете ги подалеку или ставете ги во компост, ако компостот ви е добро затворен. По проредување, добро е леата нежно да се полее. Кога вадите растенија, земјата околу тие што остануваат се разлабавува. Водата помага почвата повторно да легне околу коренот. Сега, за понатамошното полевање. Не постои правило што важи за сите. Например, полевајте секои 4 дена. Кај нас тоа не функционира така. Во Пелагонија, условите не се исти како во Струмичко. Во повисоките села не е исто како во Гевгелија или Валандово. Песоклива почва се суши брзо, глинеста почва подолго држи вода. Во жежок период леата се суши побрзо, а по добар дожд можеби не треба да полевате неколку дена. Затоа гледајте ја почвата, не календарот. Морковот не сака да се исуши целосно, особено на почетокот и во периодот кога коренот се полни. Но не сака ни постојано каллива земја. Подобро е да полевате поретко, но подлабоко, отколку секој ден само малку да ја мокрите површината. Водата треба да оди надолу, таму каде што расте коренот. Така морковот се развива подобро и не се мачи со постојани промени. Најлошо е долго време да не се полева. Земјата да се исуши силно, а потоа одеднаш да се истури многу вода. По такви промени морковот често пука. Главното правило е едноставно. Влагата да биде рамномерна. Ниту суво како прашина, ниту постојано мочурливо. За прихрана бидете умерени. Морковот не сака премногу азот. Ако го претерате со азотни џубрива, може да добиете убава зелена маса, но корените да бидат полоши. Може да бидат груби, разгранети и да се чуваат послабо. Ако леата е добро подготвена, морковот често расте сосема добро без многу прихрана. Ако почвата е сиромашна, може да се даде умерена прихрана со повеќе калиум и фосфор, но без претерување. Некои користат и пепел од дрво. Например, чаша пепел во кофа вода, да отстои, да се промеша и да се полее по влажна земја. Но и со пепел не треба да се претерува, особено ако почвата веќе е алкална. Во градината не важи правилото колку повеќе, толку подобро. И уште една важна тема е моркововата мува. Тоа е штетник што може сериозно да го расипе родот. Ларвите го оштетуваат коренот, се појавуваат канали, морковот станува невкусен и полошо се чува. Често се советува покрај морков да се сади кромит. И има логика, затоа што мирисот на кромит може делумно да го збуни штетникот. Но тоа не е 100% заштита. Подобро е да се користат повеќе мерки заедно. Не сејте прегусто. Проредувајте навечер или во облачен ден. Не оставајте извадени растенија на леата. Не враќајте морков на исто место секоја година. Чистете ги растителните остатоци. Ако моркововата мува редовно ви прави проблем, најсигурна мерка е лесна мрежа или агротекстил, низ кој штетникот не може да дојде до растенијата. Ајде сега накратко да го собереме целиот метод. Подгответе рохкава и чиста леа, без камења, без големи грудки и без свежо џубриво. Направете плитки браздички околу 1 сантиметар. Полејте ги браздичките и почекајте водата да впие. Посејте го морковот, не премногу густо. Ако сакате, измешајте го семето со сув песок. Покрите со тенок слој ситна земја, песок или зрел компост. Нежно притиснете ја површината. Покрите ја леата со обичен весник во 2 до 3 слоја. Добро намокрете го весникот и притиснете ги краевите. Проверувајте да остане влажен.
По неколку дена почнете внимателно да проверувате. Кога ќе се појават никулците, тргнете го весникот навечер или во облачен ден. И тоа е целиот трик. Нема скапи препарати. Нема комплицирана наука. Само му даваме на морковот она што најмногу му треба на почетокот. Стабилна влага во горниот слој на почвата. Токму затоа, овој метод е корисен на места каде што морковот никнува нерамномерно. Весникот не прави невозможни работи, но му помага на семето да го преживее најчувствителниот период, од сеидба до никнување. Потоа продолжува обичната грижа: проредување, правилно полевање, рохкава почва, заштита од штетници и без претерување со азот. Затоа, ако морковот секоја година ви никнува слабо, не брзајте веднаш да го обвините семето или земјата. Оваа сезона, пробајте да ја покриете лејата со влажен весник и не дозволувајте горниот слој да се исуши. Понекогаш, тајната на добрите никулци не е во скапи средства, туку во една многу едноставна работа. Да ја зачувате влагата во вистинскиот момент.